Советот на ЕУ се очекува во декември уште еднаш да ја повика Македонија да ги спроведе уставните измени без одложување, според нацрт документот кој што го објави вчера Радио Слободна Европа. Дали ваквите заклучоци од ЕУ, кои што се очекувани во пред крајот на оваа година, би значеле само потврдување на европската позиција или можеби еден своевиден притисок врз земјата? Па дефинитивно потврдување на позицијата може да се види како некаков притисок со некоја желба за забрзување или за изнаоѓање на решение во врска со нашиот проблем, како еден поттик за нашата влада да биде многу проактивна, повеќе проактивна во однос на решавање на овој проблем. Премиерот Мицкоски уште пред локалните избори изјави дека очекува засилена динамика по нова година, но и по сериозна акција, така спомна на последниот брифинг, од други центри на моќ. Се случува ли нешто зад затворени врати, можеби на релација Скопје, Берлин, Софија? Па не би знаел да ви кажам, навистина немам такви информации околу затворени врати. Меѓутоа гледаме дека има повеќе активност во изминатиот период и тој предлог за трет протокол кој дојде од претседателката исто така малку ги раздвижува работите барем во јавноста. Имаме исто така и изјави од министерот Муртезани дека се работи на градење на доверба со Бугарија повеќе. Така да можеби навистина се случуваат некои неформални во овој момент контакти и каде што се работи на некакво зближување на позициите со Бугарија. Го спомнавте третиот протокол, министерот Муртезани исто така најави дека е можен трет протокол. Меѓутоа, како би се убедила Софија на овој чекор ако се земе предвид нивната позиција, односно тоа што тие се повикуваат на преговарачката рамка како документ кој што е усвоен од страна на сите земји членки од 2022 година и што на експертско ниво што би можел да кажеме содржи тој евентуален протокол кој што би бил прифатлив за Софија, но и би ја одмрзнал нашата закочена евроинтеграција. Па веќе имаше премиерот Желјасков изјава дека нема потреба од трет протокол и потсети на она резолуција во Бугарското собрание која беше едногласно донесена во мај оваа година, каде што тие велат дека не треба да се излегува на никаков начин од веќе договорената рамка. Така да мислам дека и тие и овој протокол би го сметале како веќе покриен дел од страна на нивната резолуција и дека нема потреба за еден таков нов протокол. Меѓутоа, мислам дека е добро да се искористи тој протокол како едно предложено креативно решение, но во насока на повеќе градење доверба помеѓу двете влади, особено или помеѓу Скопје и Брисел. Дали во тој, да кажеме, документ би можело да би било прифатливо за Софија со оглед на тоа дека тие велат дека нема дополнителни услови освен или преговарачката рамка вметнувањето на бугарите во уставот, кој што за нас би било прифатливо. Да, не верувам јас во изнаоѓање на некој таков текст во протокол кој би бил во овој момент прифатлив за бугарите. Навистина не. Изминатата недела имаше и нова тензија на релација Скопје-Софија, случајот со новинарот Владимир Перов. Бугарскиот председател порача дека крајно време е Македонија да започне гонење за сите напади врз бугарите во земјата. Тоа беше неговата изјава. Од македонското МНР стигна соопштение дека насилството како начин за решавање на недоразбирањата меѓу граѓаните не е начин на решавање на недоразбирања, додека пак премиерот Мицкоски изјави дека немало наследство врз новинарот Перев и дека лицето одлучило да се самоповреди и да го прикаже тоа како напад. Како го анализирате целокупно случајот, со оглед на тоа дека ова не е прва тензија помеѓу Скопје? Да. Па вака, за инцидентот, дали се случил или не би сакал да преюдицирам, си има органи кои тоа треба да го расчистат и решат. Не ја исклучувам можноста, доколку навистина постоел инцидентот, да биде
и политички мотивирана во овој момент каде што имаме изјава од владата дека се интензивираат разговорите со Бугарија и се работи на градење на доверба. Но од друга страна таа изјава на нашиот премиер ја доживувам некако неумесно, затоа што не оди во насока на градење на доверба за која зборуваме со Бугарија. Можеше да биде многу понеутрален, да каже да институциите да се ја завршат работата, а тој веќе го реши случајот. Така да јас и тоа го разбирам како некоја политичка порака дека владата несериозно го сваќа тој процес на доближување со Бугарија или градење на доверба со Бугарија. Колку овој случај со новинарот Пера Фета може да биде еден своевиден тригер или пак своевидна причина која што Бугарија би ја искористила пред европските партнери? Со оглед на тоа дека имаше таков случај низ европските институции во однос на Скопје и Софија. Да, имаше и претходно таков случај. Мислам дека се чека некаква дали судска полициска развршница на случајот, и колку што знам, тоа се случило во некој супермаркет, така да претпоставам има и камери, тоа дека може да се расчисти вистински случајот пред да се градат некои политички стратегии во однос на него. Така, значи сметате дека сепак и треба да се заврши работата комплетно од наша страна. Апсолутно. Бугарскиот европратеник отиде Чекор подалеку, станува збор за Џамбаски. Лично поднесе пријава до бугарското обвинителство за нападот врз Перев, побара Софија да се вклучи во расчистување на случајот. Она што можеше да се забележи во неговиот говор, што фокусот беше конкретно на Перев, меѓутоа Џамбаски го користеше терминот Северна Македонски, прекршувајќи го Преспанскиот договор. Тоа можеме да кажеме дека и често се случува од страна на европратеници, ненамерно или пак намерно. Дали македонската страна треба да реагира со оглед на тоа дека станува збор за европратеник? Добро, значи Џамбаски си ја врши улогата која му е дадена да биде своевиден забавувач во однос на македонско-бугарските односи и тој така си продолжува. Мислам дека не треба да се зема толку сериозно тој, особено затоа што не го земаат многу сериозно ни во Бугарија. Во однос на другото прашање околу придавката Северно Македонски, апсолутно се согласувам дека секогаш треба да реагира нашето МНР и да ги подсетува особено представниците на европските институции дека не треба тоа да се премолчува. Неколку пати спомнавте дека е потребно да се изгради доверба помеѓу Скопје и Софија. Всушност тоа е пораката која што се испраќа и од европските партнери. Кој е начинот на кој што би се изградила доверба помеѓу Македонија и Бугарија? И дали гледате дека тоа и да може да се случи во скоро време? Тоа може да се случи. Јас тоа градење на доверба ја гледам преку многу засилени лични контакти помеѓу представници на властите на двете држави на различни нивоа, значи не мора секогаш да бидат само премиери и председатели. И го гледам исто така многу повеќе во однос на јавната комуникација и како се изразуваме во врска со нашиот партнер од другата страна. Во изминативе година и пол гледавме неколку многу непријатни изјави од високи представници на нашата власт насочени кон партнерите од Бугарија. Значи тоа многу наштетува на ваквиот процес на градење на доверба и треба многу подоцна да се надокнадни со тоа и затоа ќе повторам дека сум прилично несреќен од изјавата на премиерот во врска со нападот на Перев. Значи мора да се воздржиме од такви негативни изјави во јавниот дискурс. Сметате дека тој чекор треба да се преземе од македонска страна или обострано? Секако обострано, да, меѓутоа многу повеќе случаи во изминативе година и пол видовме од наша страна.
Шведската министерка за европски прашања Розенкранц беше во посета на земја во изминатите денови, порача дека сега е моментумот за проширување на Европската унија, додека постои нова енергија меѓу земјите членки. Може ли Македонија да го фати овој европски воз, ако знаеме дека од регионот фаворити се Тирана и Подгорица? Со Тирана и Подгорица мислам дека веќе е загубена работата од наша страна, затоа што не гледам јас брзо решавање на нашиот проблем со менување на уставот, така да тој воз јас го сметам за пропуштен. На техничко ниво, можеби ако навистина почнеме под некоја случајност со преговорите, мислам дека можеме да го фатиме возот, дека не сме премногу далеко од тоа, а меѓутоа на ова политичко, а не техничко ниво, мислам дека ќе се задржиме многу повеќе во оваа чекалница во која што сме сега. Колку е возможно 2030 година како целна година за да се отворат европските врати, но ете и Македонија да стане дел од европското семејство, доколку еве се случи одредена ситуација и се надминат блокадите? Па гледаме дека за Црна Гора и Албанија се лицитира дури и по некои скорешни датуми за приклучување, кои за мене се премногу ентузијастички и оптимистички, но многу пореално е 2030 година за нив. Ама ќе се повторам, значи ние би можеле тоа да го направиме доколку брзо излеземе од овој проблем во кој што сме сега, би можеле, мислам дека брзо да се адаптираме во однос на преговорите. А меѓутоа мора да ги почнеме преговорите сега. Сметате дека е реално ЕУ да ги отвори вратите за нови членки во 2030 година? Не зборувам за техничкиот дел каде што нели и Европската комисија вели дека технички Албанија и Црна Гора би ги затвориле преговорите 2026-2027, сепак имаме станува збор за политички одлуки, има референдуми кои што треба некои земји членки да ги спроведат за да се донесе консенсус на ниво на 27 земји членки. Да, затоа што се бројуваат понекогаш и Украина и Молдова тука, за нив мислам дека тоа би било многу потешко и попроблематично. А меѓутоа што се однесува за Албанија и Црна Гора, мислам дека ќе се пронајде европски консензус тука за нивно приклучување и дека ми е реално 2030 година тие две држави да влезат. Во последниот период интензивно се зборува за квалификуваното мнозинство во Европската унија. Зборуваме откако ќе стартуваат преговорите да нема юнанимити, како што велат, односно да се сведат преговорите на квалификувано мнозинство, но сепак се чини дека одреден дел од земјите членки одбиваат, сакаат да го задржат своето право на вето. Дали е возможно да се донесе таков вид на решение во рамките на Европската унија или сепак тоа засега останува само идеја која што се влече со децении? Јас искрено се надевам дека тоа не е излезното решение за нашата влада и тие да чекаат тоа да се случи на европско ниво па да го заобиколиме проблемот кој го имаме сега. Затоа што мислам дека до такво нешто, доколку дојде, ќе биде сепак на некој подолг рок, значи зборуваме за некој процеси преговарање и репреговарање кој може да трае и до 10 години. Не верувам дека тоа може да се случи нешто порано.